Паркот во местото викано Тедушку во село Камењане изграден на локација каде што имало голема депонија. Привлекува голем број посетители со што бенефит имаат и локалните бизнисмени. Вакви туристички места се потребни во руралните средини за нивно развивање од социоекономски аспект, што се предвидува и со прогласувањето на Шарпланина за национален парк. Дополнително треба да се промовираат природни убавини кои ниту локалните жители не ги знаат. Кое е богатство во река Камењан? Има над 7-8 водопади кои се извонредни, над 10 метри високи. Значи мора да ги отвориме тие патеки за да биде достапно за секој граѓани. Или па има иницијатива од помлади луѓе кои сакаат да има патека за пешачење. Токму паркот во Камењане како позитивен пример беше првото место каде невладините и ресорното министерство имаа средби со локалното население за да го информираат за придобивките од прогласувањето на Шарпланина за национален парк. Чиста животна средина со сите тие убавини што ги има Шара. Знаеме дека Шара има разобилува со растенија, со можности, со атракции и така натаму. Вториот елемент што во иднина исто така ќе работиме е економскиот бенефит. Значи сакаме луѓето што живеат во тој дел да знаат дека ако некои права им се скратат со прогласување, во иднина тие ќе имат можност да профитираат од локален планински туризам и така натаму. Од планинарските друштва кои постојано алармираа за дивата сеча на Шара и нелегалните патишта, се надеваат дека конечно ќе се воспостави ред со прогласувањето на ова подрачје за заштитено. Се надевам дека ќе прекине сечата, се надевам дека ќе прекинат отварање на тие диви патишта, изградба на овие мали хидроцентрали и сето на дивење кое што жал ми е што не можам да ви го представам ако го гледам горе и гледам дека посебно изминативе 15 години Шара один чекор наназад. За подобро разбирање на процесот за прогласување на национален парк ќе бидат спроведени дебати и јавна презентација на студијата за валоризација на Шарпланина.